Нова работна недела е пред нас, но и ново издание на Дневникот. Останете со нас, започнуваме по кратките најави. Родителите со поплаки за организација на екскурзиите. Советник од Дервиши бара парцијална измена на ГУП. Поставени 70 нови контейнери во градот. На денешната седница на Советот на дневен ред беа советничките прашања. Дали ќе се донесе парцијална измена и дополна на постоечкиот генерален урбанистички план, додека не се донесе новиот, ги праша надлежните советникот Ферис Дервиши. Од секторот за урбанизам со објаснување дека штом од Советот е донесена одлука за изработка на ГУП, не може во исто време да се донесе и иницијатива за изработка на измена и дополна на веќе постоечкиот генерален урбанистички план. Дали ќе се донесе парцијална измена и дополна на постоечкиот генерален урбанистички план додека не се донесе новиот, праша советникот Ферис Дервиши на денешната седница посветена на советнички прашања. Дервиши смета дека треба побрзо да се преземе иницијатива за изработка на генералниот урбанистички план, а паралелно да се изгласа парцијална измена на постоечкиот донесен во 2004 година, бидејќи според советникот во градот владее општ урбанистички метеж поради несовпаѓање на деталните со генералниот урбанистички план. Александар Гелевски од секторот за урбанизам појасни дека согласно годишната програма донесена од Советот, предвидена е изработка на нов генерален урбанистички план, а што ме донесена таква одлука, не може во исто време да се донесе иницијатива за изработка на измена и дополна на веќе постоечкиот генерален урбанистички план. За изработка на нов генерален план не може да се отпочне изработка на измена и дополна на веќе постоечкиот генерален урбанистички план. Директорот на јавното предпријатие Куманово план, задолжено меѓу другото и за генералниот урбанистички план Горан Митевски, објасни дека се очекува во наредниот период да бидат донесени Законот за урбанистичко планирање и програмата за изработка на урбанистички планови на Македонија, пошто ќе се отпочне со работа како програмска задача на Министерството за транспорт и врски. Ова тело кое што веќе е составено на локално ниво, ќе биде во соработка со Агенцијата за просторно и урбанистичко планирање на Македонија во однос на изработка конкретно на генералниот урбанистички план. Постапките кои што се започнати од претходниот период, ако ги приметувате и за сообраќајната студија и за некои други студии кои што требаше да се изработат, кои што повторно да се распишуваат, се стопирани додека не се донесе програма за изработка на урбанистички планови од страна на Министерството за транспорт и врски, каде што ние сме како дел локална самоуправа, односно општина Куманово. По образложенијата од надлежните, советникот Дервиши се согласи предлогот за парцијална измена и дополнување на постоечкиот генерален урбанистички план да биде пролонгиран најдоцна до ноември наредната година. Од неколку причини не сум задоволен ради тоа што ќе ми извинат и колегите што може би ќе должам, ама е суштинско прашање што ги засега сите граѓани на град Куманово. Ние вака зборуваме точно 11 години. Од 2008 година зборуваме за донесување на еден нов генерален план за град Куманово. До сега сме на мртва точка, не сме, значи ништо немам направено, а засегнати се сите граѓани. Градоначалникот Максим Димитриевски во врска со предлогот рече дека во месец мај следната година ќе побара комплетен извештај од Куманово план за постапката околу генералниот урбанистички план, пошто ќе се донесе одлука дали ќе се оди на парцијални измени. И не месец ноември следна година, туку месец мај следна година, јас ќе побарам комплетен извештај од јавното предпријатие до која фаза и до каде е постапка. Доколку целата постапка оди премногу бавно, тогаш сакале или не ќе мораме да пристапиме на парцијални измени, но паралелно со тоа сакам да напоменам дека има структури во градот кои што не многу се заинтересирани да се донесе новиот генерален урбанистички план онака како што е планирано,
туку повеќе се заинтересирани да се оди на парцијални измени и времено решавање на одредени позиции. Што значат парцијалните измени? Парцијалните измени значат дека таму кај што е веќе постоечко зеленило, ќе се намали, а ќе се вцртаат поголем број на објекти или пак ќе се пренаменат делови на градот кај што се објекти за индивидуално домување во објекти за колективно домување. Сакам да бидам максимално транспарентен. Од финансиски аспект за општината, цртување на колективно домување е позитивно, но од хуман аспект, од еколошки аспект, од долгорочно планирање на градот е лошо. Значи, кумановчани, тоест ние во нивно име и јас, ќе мораме да избереме дали ќе гледаме од економски аспект или долгорочно ќе планираме стратегија за развој на еден модерен и урбан град. За да се заврши постапката за генералниот урбанистички план, до објасни Димитриевски, прво треба да се изготват стратешки документи кои што вклучувајќи ја и сообраќајната студија чинат повеќе од 100.000 евра, пари со кои што не располагаат ниту општината, ниту пак јавното претпријатие Куманово план. Поради тоа, во соработка со Министерството за транспорт и врски, изработката на генералниот урбанистички план на Куманово е влезана во рамките на државната годишна програма за поддршка на изработка на генерални урбанистички планови, односно државата ќе прифати делумно да го финансира новиот генерален урбанистички план на општина Куманово. Последниот генерален урбанистички план, потенцира Димитриевски, бил отпочнат во 1995-96 година, а донесен е дури 8 години подоцна. Правилникот за училишни екскурзии наскоро ќе се менува. Какви се очекувањата од секторот за образование при општина Куманово по поплаките на дел од родителите и учениците во Куманово, дека се фаворизира само една туристичка агенција која ги спроведува екскурзиите и со тоа прави монопол на пазарот? Ова прашање на денешната седница го покрена советникот Благојче Јакимовиќ. Голем број родители имаат поплаки за организацијата на училишните екскурзии кои што ги реализира само една туристичка агенција во градот. Ова го истакна на денешната седница советникот Благојче Јакимовиќ, посочувајќи дека граѓаните прашуваат зошто се прави монопол на пазарот кога во градот има неколку туристички агенции. За пример, рече, при последната дводневна екскурзија во училиштето Крсте Мисирков, од 15 анкетирани родители, 8 дале негативна оценка за организацијата, а незадоволство изразиле и самите ученици. Дојдовме до едно сознание дека на еднодневна екскурзија, односно дводневна екскурзија, еден полн пансион и еден ручек кошта некаде околу 2700 денари за таа туристичка агенција, што мислам дека хотел со 3 звездици и родителите оценка што ја дале под еден се од вкупно 15 испитаници 8 единица дале одговор. Деца од вкупно 80 дале одговор дека не се задоволни од престој во хотелот и во храна. Поголем број на родители на општина на територија Куманово се засегнати од овој проблем кој што се случува 10 години. Јас знам дека вие сте запознаени со сето ова, но ова не може ние да дозволиме да една туристичка агенција хара во нашиот град. На неговото прашање одговори раководителот на секторот за образование Жика Крстевски, кој нагласи дека проблемот е во правилникот за училишни екскурзии, кој го носи министерот за образование и наука, а во кој е наведено дека право да биде избрана има агенција која претходно организирала 3 училишни екскурзии, со што по автоматизам на останатите не им се дава за право, бидејќи не можат да реализираат ниту една. За жал, и ова година се работи по ист правилник и сега веќе се дигна глас, гледам на телевизија, веројатно и вие, дека има поголеми приметби од званична туристичка агенција, односно Сојуз на агенциите од Македонија, за ова прашање да се земе во предвид и сериозно да се промени она што е како недостаток за реализација на овие екскурзии. Мислам, вие го поставите прашањето само за превозниците, меѓутоа има и други прашања кои треба да се преиспитат и јас очекувам дека ќе реагира Министерството за да направи квалитетни измени и да ги стави
во равноправна позиција и оние кои сакат сега да започнат со нели да бидат конкурентни за да може да добијат некоја дестинација од овие екскурзии. Како што беше потенцирано, се очекува ваквата регулатива да биде смената за следната учебна година со одлука на ресорниот министер. До секторот за комунални дејности при локалната самоуправа годинава биле поднесени 80 барања од угостителите за поставување урбана опрема. Од нив нешто повеќе од половина биле одобрени. Повеќе на ова тема од изјавата на раководителката на секторот. Секторот има пристигнато околу 70 барања за поставување на урбана опрема на државно и приватно земјиште на територија на општина Куманово. Од страна на секторот се одобрени 45 и по истиот основ се приберени околу 6 милиони денари. За сите останати кои што немаат обезбедено одобрение се водат постапки во сектор за инспекцијски надзор. Малопродажните цени на бензинот и дизелот се намалуваат за 1 динар од ноќеска на полноќ, вака денеска одлучи регулаторната комисија за енергетика. Според новиот ценовник, Евросупер БС 95 ќе се продава за 68,50 денари за литар, Евросупер 98 за 71 денар за литар, додека цената на дизелот ќе изнесува 63 денари. Екстралесното масло за домаќинство од полноќ ќе се продава за 52,50 денари. Се намалува и цената на мазотот и ќе изнесува 33,1 денар за килограм. Нови 70 контейнери се поставени во централното градско подрачје. Контейнерите ги набави јавното предпријатие Чистота и зеленило. Јавното предпријатие Чистота и зеленило со сопствени средства набави и постави нови 70 контейнери во централното градско подрачје. Надлежните информираат дека се заменети старите и дотраени садови за смет, а во тек е процедура преку североисточниот плански регион, преку проект да се обезбедат уште 20 контейнери. Директорот на предпријатието Даниел Стојчевски се надева дека по создавањето на новата регионална депонија ќе добијат и 8 нови возила за собирање на смет, со што ќе се реши проблемот со сегашните возила кои често се подложни на дефекти. Ние ќе добиеме 1400 нови контейнера со овој проект во текот на наредна година и само за да доловам што она значи 1400 нови контейнери за јавното предпријатие, ние во моментот имаме низ цела територија на општина Куманово поставено 900 позиции, 900 садови за смет, со овие 1400 нови кои што ги добиеме од страна на регионалната депонија, од страна на Министерството за животна средина и европската подпомогната од европските фондови од Европската унија, ова би значило целосна замена на старите дотрајани садови за смет и создавање на нови позиции, поставување на нови локации. Што се однесува до 30-тината садови за смет кои беа донација од Пакомак за рециклирање на стакло, хартија и пластика, Стојчевски истакна дека повеќето се уништени од несовесни граѓани. Нагласи дека дел од кумановци селектираат отпад. Меѓутоа она што значи најголем проблем се оние диви собирачи кои што јавното предпријатие нема можност да се справи со нив. Наидуваме на уништување на самата опрема која што е поставено, на предвремено собирање на сметот од самите нив. Тој смет беше идеја да се собере, да се направи еден центар на самата депонија, една работна единица организација каде што ќе се врши дополнително секундарно доселектирање и беше тој смет наменет да се пушти на лицитација за да може да се продаде од страна на откупувачите кои што работат оваа дејност, а јавното предпријатие да се стекне дополнително со приходи. Од Чистота и зеленило работат на изнаоѓање начини за поставување на нови собирни центри и на едукација на граѓаните, но и поддршка од надлежните институции како инспекцијата и СВР Куманово. Со представата Странци на Драмски театар Скопје утре вечер во Центарот за култура Трајко Прокопиев во Куманово започнува 22-то издание на меѓународниот театарски фестивал Денови на комедија, кој годинава ќе трае 15 дена. Станува збор за дело од италијанскиот автор Паоло Геновезе, а како режисер се потпишува Нела Витошевиќ.
Представата започнува во 20 часот, како и сите 12 останати кои годинава ќе бидат на репертуарот на фестивалот. Билетите за сите представи се скоро распродадени, а за да представите Бегалка на Кумановски театар и Школо за љубовници, веќе се закажани и првите репризи поради огромниот интерес. Со резултат 21-21 заврши вчерашната средба меѓу ракометарите на Куманово и Астра Ион од Струмица во рамките на третото коло од првата машка ракометна лига на Македонија. Со 6 голови наефикасен во Куманово беше Владко Тасевски, а со 4 погодоци на листата стрелци се запиша Милош Стошиќ. Наефикасен кај Астра Ион исто така со 6 голови беше Васил Наков. По 3 одиграни надпревари Куманово нема забележано пораз и се наоѓа меѓу најдобрите екипи во првата група од лигата. Следниот надпревар го играат на гости против составот на јуниор. Во продолжение вестите од Македонија. Граѓаните од утре ќе може да добијат лек што им е препишан на рецепт од било која аптека во државата и во кој било ден во месецот. Од утре се укинуваат квотите за лековите и се воведува нов електронски систем во кој ќе се регистрираат граѓаните кои подигнале лек на рецепт. На денешната пресконференција во владата директорот на Фондот за здравствено осигурување Ден Дончев истакна дека оваа мерка ќе им донесе бенефит на сите граѓани во земјава. На заедничката пресконференција на која присуствуваа и премиерот Зоран Заев, министерот за здравство Венко Филипче и вториот директор на Фондот за здравствено осигурување Орхан Рамадани, Дончев нагласи дека со новиот систем на работа сите аптеки во државата ќе бидат во еднаква позиција. По старите изнемоштени лица кои не може да ги подигнат лековите, малолетните и оние лица кои поради некоја спреченост нема да може да ги подигнат лековите, нема потреба да стравуваат дека ќе останат без лекарства, рече Дончев. Со новата мерка е предвидено блиско лице на овие категории граѓани да може во нивно име да го земе лекот на рецепт. Тој нагласи дека со оваа мерка ќе се релаксира атмосферата во која работат и лекарите и аптекарите и ќе се овозможи еднаква работа за сите аптеки. Една година по референдумот за договорот од Преспа, ние сме на портите на НАТО да станеме полноправна членка и пред започнување на преговорите со Европската Унија, истакна премиерот Зоран Заев на денешната пресконференција во владата, одговарајќи на новинарско прашање. Пред една година сите бевме свесни зошто е важен тој референдум. Беше важен тогаш, а и денес, една година подоцна, свесни сме зошто беше важен. Заради двете најголеми стратешки цели на државата, членство во НАТО и почеток на преговорите со Европската Унија. По една година ние сме на портите на НАТО да станеме полноправна членка. Остануваат уште 7 земји да го ратификуваат протоколот и очекуваме тоа наскоро да се случи. Очите не се вперени во Шпанија, зашто таму треба да има избори на 10 ноември, но тоа е известно и ќе бидеме 30-та членка. Фокусот ни е насочен и на Европскиот совет, кој конечно по 15 години треба да ги отвори вратите и да донесе одлука за почеток на преговорите со Северна Македонија. Тоа ќе значи целосна трансформација на нашето општество кон Европското општество, рече Заев. Посочи дека 610.000 граѓани кои гласаа за на референдумот се бројка што ја немала ниту една партија и тоа како што наведе беше силна порака од граѓаните, како што и денес е пораката дека преку 80% се за Европска Унија и НАТО и земјата да продолжи по тој пат. Оценката на обвинителниот акт за организаторите на настаните од 27 април ќе се случи во брзо време, изјави денеска председателот на Основниот кривичен суд Скопје Иван Џолев. Посочи дека од страна на Кривичниот суд повеќе пати е определуван совет за оценка на обвинението, но на закажаните претреси одбраната поднесувала барања за изземање на судиите и досега 8 од вкупно 9 судии во одделението за организиран криминал се изземени. Посочи дека речиси цело одделение судии од организиран криминал по различни основи досега учествувале во првиот предмет 27 април и дека веројатно ќе се делегираат други судии кои што ќе постапуваат по новиот предмет за организаторите за 27 април.
Времето денеска во Куманово беше сончево. Максималната температура се искачи до 28 степени, а минималната беше 18. За утре метеоролозите најавуваат сончево време. Дневната температура ќе достигне до 27 степени, а утринската ќе биде до 18. И тука е крајот и на вечерашниот дневник. Имајте убава и пријатна вечер и се гледаме повторно утре во исто време. Довидување.